саветници, гости, пријатели, благодарам за поканата да дојдам во место да разговараме за Хенри Кисинџер и неговиот свет и што после него. И благодарно што на овој начин Советот на амбасадори го одбележува заминувањето од овој свет на Хенри Кисинџер. Да се зборува за еден час, веројатно, за Хенри Кисинџер е многу мало. 45 минути. Толку комплексна личност, толку комплексни активности, толку нијанси и квалификации, што рекол кој во 20-тиот и 21 век ги добива. Значи, за 8 години додека е советник за национална безбедност и државен секретар, Кисинџер ќе постигне нешто што ќе го промени 20-тиот век и ќе влие на 21 век. До последен ден ќе стане активен и последно ми излам интервјуто во октомври за Економист и неговите оценки, ставови, изјави некој пат го може да го, што се вели онака, да го растргна целиот свет. Што е неговата величина? Пред се тој треба да се знае кои се неговите влијанија за така да постапува, неговиот академски бекграунд, да кажеме, од кои автори се инспирира и кои дела, и да се знае како тој го согледува светот во 21 век, бидејќи не остави и многу пораки кои допрева треба да се протолкуваат, особено последните 3 книги кои се објавени од него. Значи, тој почнува во администрацијата на Никсон, иако претходно е во тимот на гувернерот Рокфелер, кој се кандидира исто за председател. И исто така има извори од Белата куќа, бидејќи неговиот пријател од Харвард, пријателот професор и декан, најмлад декан на Харвард, Банд, ќе му дозволи пристап уште 61 година со Белата куќа, бидејќи Банд е советник на Кенеди. Така што тој од 61 има контакти со Белата куќа и со советниците за национална безбедност, не е нов човек, значи. И додека е тој во тимот на Рокфелер, одржува, има незгодни изјави против Никсон, но тој ќе му прости и ќе го ангажира славното влегување во Белата куќа. Но пораката до виетнамците ќе ја прати тој уште 68 година во време на кампања, велејќи на представниците на Виетнам, немојте да склучувате со Џонсон мировен договор, Никсон ќе победи, Никсон подобри услови ќе овозможи подобар договор. На крајот ќе се представи дека тоа е една голема измама, бидејќи истиот текст што бил подготвен уште од администрацијата на Џонсон, истиот ќе биде со мали измени усвоен во процесот кој трае од 71 до 73 година. Тука ќе се создаде концептот на пинг-понг дипломатија, пинг-понг метафорично, но некои велат дека тоа е затоа што еден американски представник во јапанската делегација во натпревар на пинг-понг во Кина ќе биде сигнал дека американците сакат комуникација. Но тие години се случуваат такви драстични промени, геополитички промени, што не се забележани во историјата. Значи, веќе како работи на постигнување на договорот со Виетнам, кој исто така е подготвува посетата на Кина, но исто време и подготвува средба на Никсон со Брежнев. Така што, кога ќе дојде 72 година, одењето во Кина ќе биде шок. Меѓутоа, треба да се навратиме дека Кисинџер си создал своја мрежа на соработници уште додека е на Харвард. И на Харвард тој заедно со неговиот ментор Вилијам Елиот ќе направи летен семинар каде многу од тие што ќе го посетуваат летниот семинар ќе станат премиери, министри, угледни луѓе во светот на дипломатијата. Преку тие контакти тој ќе возможи посета на Пакистан и во Пакистан ќе се објави вест дека не му е нешто добро со здравјето му е нарушено, кога Кисинџер тој мора да се повлече во планините да му се врати свежината и здравјето, а додека тој во планините, тој со авион од Пакистан оди во Кина, во тајна посета.
И тука веќе почнуваат разговорите кои ќе финишираат со посетата во февруар на Никсон и средба со Мао Цедун. Тука ќе биде големото отварање. Отварање на Кина, но и воспоставување на некој начин односи на Америка со еден непознат за неа свет. Бидејќи и самиот Кисинџер ќе каже, вие сте за нас се уште мистерија. Мао Цедун ќе каже, не сме ние сме 900 милиона население, не сме мистерија, ние сме пошли за да некој не осознае, ние сме отворени. И веднаш по посетата на Кина ќе уследи иницијатива од страна на Советскиот сојуз. Веќе во мај Никсон е во посета на Москва и се среќава со Брежнев. И тука почна детантот, односно попуштање на затегнатоста која е во тоа време во студената војна можеби на едно многу високо ниво. После знаете кризата, ракетната криза, кубанската криза, односите се тотално заладени, се надпреваруваат кој повеќе нуклеарни бомби има и тука доаѓа моментот кога почнува она што го знаем како САЛТ 1, ограничување на нуклеарното оружје. Кога е за нуклеарно оружје, треба да се знае дека уште 57 година Кисинџер ќе стане хит во светот на дипломатијата со издавање на неговата книга Нуклеарното оружје и надворешната политика. Бестселер станува и сите се повикуваат на таа книга дека од таму почнува свеста што значи да се поседува нуклеарно оружје. Во суштина тоа е оружје кое ве без да го употреби. Но Кисинџер во книгата се залага и за ограничена нуклеарна војна ако постои за тоа потреба. Значи тој не е и дека тоа е одвраќање од голема нуклеарна војна. Неговата логика денес се користи и од многу аналитичари за сајбер нападите кои се случуваат денес во светот. На иста методологија, значи се обидува да се објаснат тие закани. Значи тој е навлезен во светот на оружјето, на нуклеарната енергија и детантот ќе значи на некој начин опуштање и смирување на светот кој е постојано под пресија дека ќе почне нуклеарна војна, ќе има војна, ќе се уништи светот. И тој со овој потврд, со отварање на Кина, со детантот во Советскиот сојуз, го креира неговиот модел кој е наречен геополитички триаголник. Сега да се навратиме, од кај ја црпи идејата за геополитички триаголник. Треба да ја знаете интелектуалната историја на Хенри Кисинџер и како доаѓа тој до неговиот концепт на баланс на сили, која до крајот на живот ќе применува и ќе советува секогаш на сите средби со државниците. Значи, мора да се вратиме прво и биографијата на Кисинџер, да ја повториме. Знаете, тој 38 како 15 годишен со семејството бега од Баварија, бидејќи после Нирнбергските процеси, татко му ќе биде исфрлен како евреин од средното училиште каде бил наставник, а мајка му која е домаќинка има своја роднина во Њујорк, ќе се допишуваат и ќе биде дозволено да одат во Њујорк. Таму татко му станува сметководител и Кисинџер кога ќе го заврши средното училиште, оди на Нокиен коледж за книговодство, да биде книговодител по она што го чувствувал како влијание од неговиот родител татко. Но кога ќе стане на 20 години добива американско државјанство и веднаш е повикан на исклучување на воен рок во Европа. Доби во војна. Подготовката на рекрутите е во Лузијана, во кампот, и тука тој среќава еден човек што ќе го промени неговиот живот. Тој е Франц Крамер, офицер, пребегнат од Германија, со 2 доктората, човек кој е брилјантен ум, кој познава европската историја, европската политика, но како војник е пред се задолжен да го дигне моралот на младите луѓе кои треба да одат и да загинат во Европа. После говорот што е одржан, да биде убедлив, Крамер носи германска униформа и монокл. Тој импресионира и од појавата, и од тоа што го збори, и неговата посветеност на моралот и на влогот во војната, зошто во војна се влегува и што се вложува една земја во војната, импресиониран и пишува писмо до Крамер. Ја ве поддржувам, се согласувам,
Дозволете да ви помогнам, што сакате вие тоа да го постигнете. Крамер изненада го повикува и од тука почнуваат нивните разговори, кога Кисинџер ќе дознае за германската филозофија и ќе биде импресиониран од пред се тогаш најчитаниот германски филозоф, автор Освалд Шпенглер. Шпенглер тогаш, меѓу двете светски војни, ќе напише книгата Залезот на Западот, и кој ќе отврли линеарната теорија која владее во западниот свет на развој и ќе прифати цикличниот модел на движење на историјата. Шпенглер е многу комплексен и тежок за читање, затоа што тој објаснува дека големите култури кои се создаваат, се развиваат и исчезнуваат. Мало појаснува и германскиот збор култура е она што во францускиот и англискиот е цивилизацион или civilization. Знаете, цивилизацион е франски неологизам од 16-тиот век, кога се создаваат новите светови и тие се дивјаци, ние ќе ги почовечиме. Тоа е во суштина терминот цивилизацион или цивилизација. Или затоа civil на англиски е синоним со polite, да го почовечиш некога, да го направиш пристоен. Така што тоа што е цивилизација во западниот, во англосаксонскиот свет, тоа е културата, по термин, концепт во германскиот јазик и сваќање. Тоа длабоко ќе го импресионира Кисинџер и додека е во Германија, а во Германија по препорака на Крамер ќе биде ангажиран како преведувач и ќе биде ангажиран во Г2 службата, односно разузнавачката служба, да ги открива нацистите и да биде вклучен во процесот кој ќе заврши военна на денацификација. Да ги едуцира младите американци како да ги откриват кои биле нацисти и кои биле во служба на нацистичкиот режим. Со тоа што ќе го стекне, а бидејќи на 22 години ќе биде поставен да ја организира локалната власт во едно место, ќе се покаже, ќе добие бронзен медал за тоа, за 22 години вие да организирате локална власт во место кое е срушено, уништено. И со тоа искуство што ќе го има, ќе оди во родното место и ќе види дека останале само 37 евреи. И од тука тој ќе прекине со неговата религија, ќе каже дека не сака да биде во суштина евреи, сака да биде американец, се посветува на Америка. И кога се враќа веднаш по препорека на Крамер, се запишува на Харвард, каде дипломира, и неговото дипломирање е историја, затоа што ќе напише дипломски труд од 383 страни. И после тоа Харвард ќе воведе правило дека дипломски труд може само 100 страни. И затоа уште и ден денес така рацели како Кисинџерово правило. Неговиот труд ќе биде импресивен. Се бави со Шпенглер, Тојнби и Кант. Шпенглер го пишува како интуицијата во историјата, Тојнби како емпиријата во историјата и моралниот дух на човештвото преку Кант. Шпенглер ќе обиде до крајот на животот инспирација, ако тоа нема никој пат да го соопшти, но неговите колеги на Харвард велат дека секој ден го гледале со Шпенглер под мишка како шета по кампусот. И тој веројатно ќе биде уплашен од тоа што самиот ќе го создае, читајќи ги овие дела. Знаете, тој би со историјата на цивилизациите ја кажува тезата дека ниедна цивилизација не е уништена, туку сама себе се уништува. Тој би инспириран од Ибн Калтун, арапскиот филозоф, кој ќе создае социологијата, кој ќе го оведе цикличниот начин на сваќање на историја. И тој веројатно уплашен од тоа што ќе го создае, нема да објави неговата дипломска работа и ќе биде тоа негово последно дело кој овој јануар 2023 објавено. Тоа е прашање зошто чекал толку години да ја објави неговата книга. Но очигледно светот денес го потврдува тоа што е под негови дипломски теории. Ќе магистрира 52, веќе 54 да докторира на светот, односно Европа после Наполеоновите војни. Како се справа Европа после еден бран, кој ќе го потикне Наполеон и ќе ги инспирира многу филозофи, дори Хегел и Шелин били љубеници во Наполеон. Од Хегел како приватен доцент во Јена
го бара кој е апсолутниот дух што движи историјата и тогаш Наполеон влегува на бел коњ и вели, еве го апсолутниот дух. Кај оди ја носи слободата. И слободата е единствена сила што може да го менува човештвото. Кога робот сака да стане господар. Таа тема преку Кожев, Фукујама ќе ја класира и ја знае како крајот на историјата. Значи Фукујама ништо ново не открил до моментот кога Хегел го видел Наполеон на бел коњ во Јена. Кога ќе докторира, за жал нема да биде поканет да биде доцент на Харвард. И тоа длабоко ќе го потресе. Но со неговиот ментор Вилијам Елиот ќе го снимат летниот семинар, на тој летен семинар Буџет Ерџеви ќе биде турскиот премиер, ќе биде многу премиери и тие, како што спомнав, ќе обидат таа негова мрежа за да може да го оствари ова што од денешен аспект е неостварливо. Вие за толку кратко време, за 8 години, да го постигнете мир со Виетнам, починување на детантот, отварање на Кина и шатал дипломатијата на Блискиот Исток, кога тогаш е војната меѓу Израел, Сирија и Египет, и тој со неговите контакти со Садат ќе успее на некој начин да ја смири, но не да ја заврши, таа до ден денес трае. Но ќе влие и тој негов модел на решавање на крајот ќе биде креиран како лична дипломатија. Значи, немал доверба во соработниците, сакал се сам да заврши, дури ќе се сомнева кога ќе биде советник за национална безбедност, бидејќи таа тип институција е воведена од Труман и никој пат не доживеала таков значење и влијание, освен во период на Кисинџер. И тој ќе сака на секој пат со Никсон да се гледа само без сведоци и многу од сега објавените декласифицирани информации кажат какви меѓусебни нетрпеливости дури имале Никсон и Кисинџер, затоа што Кисинџер не припаѓал на High Society во Америка и многу не ги почитувал тој, како што вели академиците од Јел и од Харвард, и не ги сакал евреите. А ќе добие советник за национална безбедност, ќе биде и евреин и човек од Харвард. Во тој период се и сите контраверси. Тогаш се случува најава за победата на Алјенде во Чиле и тој ќе преземе акција како да се спречи тоа, затоа што може да биде позитивен пример и другите да го следат и да ја изгуби Јужна Америка. Да, и тука тој влегува во тајна операција, иако тој до крај ќе го негира тоа, меѓутоа ЦИА ќе преземе акција да го киднапира генералот Шнајдер, кој требало да го изврши пучот, а не прифаќал, и тој ќе биде киднапиран и убиен. Пред неколку години децата на генерал Шнајдер покренува приватна тужба против Кисинџер, бидејќи смета дека тој е виновен за смртта на неговиот татко, но судот во Америка каже дека политиката е на владата, а не на судовите. И ќе биде отфрлен. И многу други ќе подоцна ќе го обвинуваат. Со ликвидацијата на Алјенде ќе ја покаже својата антикомунистичка доктрина Кисинџер. Ќе ги мрази комунистите. Но тој како припадник на реалистичката школа во меѓународните односи, знаете, тука се Џорџ Кенан, величина кој исто така 101 година ќе доживее, бивш амбасадор во Советскиот сојуз и во Белград, и ќе се даде оставка во Белград 63-та кога Конгресот ќе воведе санкции кон Југославија, сметајќи дека настапот на Тито на неврзаните е антиамерикански. Со тоа Кенан нема да се согласува и ќе си даде оставка и тука настапува на сцена еден човек кој е низохранен во Белград, во американска амбасада, Лоренс Игелбергер. Кога ќе се случи Скопскиот земјотрес, тој ќе направи се да донесе тоа кој е бригада од Америка, од Германија, Куманово да се стационира, да се отвори воена болница, сета помош да оди. И тогаш со таа активност на Лоренс Игелбергер на некој начин ќе се заборави се што Конгресот презема против Југославија и против Тито. Кога сме веќе кај Лоренс, тој е познат во дипломатските кругови како Лоренс од Македонија. И ќе му биде соработник и најблизок соработник на Кисинџер во неговата консултантска фирма Кисинџер Асоцији. И
додека во Белата куќа, исто така Лоренц ќе биде еден од најблиските соработници. Значи, тука се спомнавме Џон Кенан, тука е Ханс Моргентал и тие се реалисти кои поаѓаат од голата сила. Кој има сила, тој владее. И треба да се успостави баланс на големите сили. Малите не се битни. Кои се малите земји? Тие само се декор. Големите, ако вие ги контролирате или ги балансирате, тогаш постигнувате мир. И затоа од тој аспект може да се објасни зашто тој толку внимание посветува на Кина, за да ја оттргне од Виетнам, за да се постигне мировен договор. Зашто се посветува на детантот со Советскиот сојуз и како Америка создава геополитички триаголник кој го знаеме денес како студената војна. Така што за тој краток период се креирани настаните кои ќе одбележат 20 век и ќе бидат на некој начин до падот на Берлинскиот зид доминантна стратегија на Соединетите американски држави, но и канал за комуникација со Советскиот сојуз и со Кина. Мао Цедунг ќе ја прифати соработката и тоа и неговите наследници ќе ја продолжат и ден денес Кисинџер важи за голем пријател на Кина. Преку 100 пати ја посетил Кина. Пред месец дена ја во Кини го посетивме храмот на небото и водичот со гордост вели Кисинџер 2 пати беше, 2 пати го посетил овој храм. Тој, чувствувајќи ја потребата да се активира во последниот момент, прославата на 100 годишниот роден ден во мај, веќе во јули е во Пекин, на 100 години, замислете, и се среќа со Си Џинпинг. Почестите се као крал, го чекуваат во државната вила 5, таа е најрепрезентативниот објект и тука се водат преговорите со Си Џинпинг и со Кисинџер. Белата куќа ќе се огради, ќе каже Кисинџер во лично својство. Нема никаква задача од администрацијата, а Стейт Департамент ќе бара тој да им поднесе извештај за што разговара. И тука Кисинџер ќе остане својот став дека и Си Џинпинг, како и сите претходници, се за миролюбиво решение на сите конфликти. Дека Кина ниеднаш никого не окупирала, Кина секој пат бара решавање по мирен пат, и тоа го докаже што е таа прв потписник на повелбата на Обединетите нации во Сан Франциско. И дека Кина стојува на својот став дека, сега тоа го дефинират како нов конфуцијанизам, дека треба со трпение секогаш да се доаѓа до решение. И дека Си Џинпинг ќе повтори неговата теза дека они се за партнерство, а не за конфронтација, дека сакат мирна коегзистенција и вин-вин состојба. Тие три се основи на кинеската политика што биле и останале до ден денес. Тоа нема да биде благопријатно прифатено од американската страна, посебно Трамп за неговиот период ќе го винува Кисинџер дека тој е виновен за тоа што Кина стана светска сила и се разви во економски чин кој со Америка сега во моментов има преку 780 милиарди трговска размена. Тоа е во однос на Кина и Кисинџер ќе се остане доследен и ќе биде почитуван затоа што како реал политичар ја осознава силата на Кина уште кога таа пред да се појави на светска сцена. Тука е неговата моќ. Многумина ќе кажа дека тој тоа го прави за да го ограничи и да ги раскара Советскиот со Кина, но тоа што подоста ќе биде од него пресена, ќе каже дека тој пред сите други ја осетил моќта и потенцијалот на Кина како светска сила. Со Советскиот сојуз состојбите ќе бидат поинакви, затоа што по детантот и ќе дојде до распад на Советскиот сојуз, со многу работи Кисинџер нема да се согласува, но тој, бидејќи повеќе нема да биде советник, да го слушаат во американската администрација, него повеќе ќе го слушаат другите странски државници. Со Путин ќе се сретне неколку пати и ќе каже дека тој е државник, патриот, и дека сепак Путин поаѓа од национални интереси. И обвинувањата на Путин дека е нов Хитлер, тој каже не, за да го сватите Путин, не го читајте Мајн Камф, читајте го Достоевски. И
тоа и до крај ќе остане негов став во однос на Путин, а за состојбата во Украина 74 година ќе излезе со негов став дека Украина премногу комплексна земја, и од религиозен аспект, и регионален аспект, и дека не треба да се игра тек така со Украина, таа треба да остане неутрална, затоа што Русија како царска Русија не дозволува да се наруши бафер зоната во нејзината територија и не дозволува друга империја, друго царство, друга војна сила да е на нејзина граница. Но подоцна тој ќе доживее, знаете, 22 на Давос ќе даде изјава дека сепак треба да се преговара, кога е еуфорија, кога сите се убедени дека Украина ќе победи Русија, и тој ќе каже не, треба да се почнат преговори и Украина да се откаже од дел од териториите за да постигне мир. Инаку може да се случи и да ја снема како држава. И тоа ќе доведе до големи протести од украинска страна. Зеленски ќе го обвини дека тој како да е во крчмите во Минхен од 33-та, а не во 21-виот век. Една невладина организација Peacemaker во Украина ќе го стави на листата за отстрел како голем непријател на Украина. Но како се одвива работиве, гледаме дека Кисинџер бил визионер и тајните преговори меѓу високи, тоа NBC, како се викава телевизијата америчка, NBC објави дека има тајни преговори меѓу високи војни представници од Америка со Русија и дека се сретнале тие со Лавров и дека има на некој начин почеток на подготовка на некој диалог кој мора кога тогаш да отпочне. Сомневањето дека стои Кисинџер за тоа затоа што член на неговата канцеларија бил во тимот. Но тоа е пред неодамно објавено и укажува дека бил Кисинџер многу понапред гледал неголи другите кои се јастреби ги нарекуваат нели во американската дипломатија и не го почитуваат мислењето на Кисинџер. Исто така преди да се спомне дека неговите контакти, влијанија, пријателства ќе се обиде и да ги користи за после војната во Израел со Хамас, знаејќи и тој претходно негов став ќе биде дека решението е создавање две држави. Дека освен создавање на две држави не е можно да се реши тој проблем кој тлее по Втората светска војна кога е создадена држава Израел и дека обидот на претходниот израелски премиер да и даде на Хамас моќ и влијание да воспостави власт во Газа доведе до ова што сега се случува во Газа. Но и тој став ќе го промени, ќе каже дека кога една германска телевизија ќе му прави интервју после нападите на Хамас, во Берлин ќе има големи демонстрации од мигранти и ќе има из цела Германија подршка за Хамас и тој директно ќе му каже на новинар, очигледно во Германија сте примали многу мигранти. И ќе го искаше дека ја отстави за мигрантската политика. Многу негови изјави ќе предизвикуваат контраверзии, многу негови потвати ќе бидат погрешно оценувани, но тој останува да биде тоа што е. И тој вели еден ден кога може би ќе ме преиспитат што се сум направил и сум сгрешил, ќе ме избришат може би од секаде, но мојот портрет сигурно ќе остане во Фудбалската федерација на Америка. Како голем страствен љубител на фудбалот, тој ќе придонесе фудбалот, нашиот фудбал, што го има европски во Америка и тој има почесно место и заслуги во Фудбалскиот сојуз на Америка и ќе биде почитуван. Многу може да се зборува за Кисинџер. Таман, за инспирација едно подпрашање. 6 посети на Кисинџер на Белград за време на неговата кариера. Во тие 6 посети покрај средби со Јосип Брз Тито, има средби со Минич, со Тепавац, кој се третите? Шефот на кабинетот што му е оценена. Двајца пропуштени министри. На Милош Минич, шефот на кабинет му е Шуковиќ. Да, и ќе биде со почести примен и тогаш ќе му кажа